Месната индустрија бара итна средба со владата на која ќе се разговара за последиците од одлуката за замрзнување на цените на дел од прехранбените производи. Според нив, ваквата мерка не може да ја издржат повеќе од 2 месеца. Во случај мерката да продолжи после овој рок, нам единствено ни преотстанува да го запреме производството и да ги затвориме фабриките. Во услови на 3 пати поскапа струја и покачени цени на транспортот нема да издржиме. На замрзнувањето на цените не им предходеа план и стратегија. Вели Владко Георгиевски, собственик на МИК Свети Николе. Преработувачите на месо и месни производи предлагаат ослободување на компаниите од царински давачки на суровините, но и изедначување на условите на производство со оние во земјите од ЕУ, имајќи ја предвид зависноста од светските берзи. Како пример, тие ја посочуваат Србија, каде цените на одредени прехранбени производи исто така се замрзна, но се интервенираше со стокови резерви. Реакции има и од производителите на масло, од каде предупредуваат на дополнителна нестабилност на пазарот. Тоа значи дека следната набавка на суровини може да биде со многу повисоки цени. Ова особено се однесува на суровото масло, затоа што е берзански производ и неговата цена зависи од берзанските движења на цената. Велат производителите на масло. Инаку владата ја донесе одлуката за замрзнување на цените на лебот, шеќерот, брашното, сончогледовото масло за јадење, млекото, свежото месо и совомесните производи, сирење и урда на предлог на Министерството за економија. Оваа одлука ќе важи до крајот на јануари 2022 година.